Во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање, денеска во Кичево беше презентирана студијата за оцена на влијанието врз животната средина и социоекономски аспекти на проектот за модернизација на ТЕЦ Осломеј со набавка на висококвалитетен јаглен од странство. На презентацијата присуствуваше раководството на ТЕЦ Осломеј од Кичево, представници од акционерското друштво ЕЛЕМ, Министерството за животна средина и просторно планирање, Општина Кичево, представници на консултантската куќа од Швајцарија, на Машинскиот факултет од Скопје и други заинтересирани страни. Оценивме дека оваа студија ќе придонесе за долгорочна работа на централата и таа ќе биде последните 30 години целосно способна да работи и да произведува во енергетскиот систем на Република Македонија. При тоа, сите емисии на штетни гасови ќе бидат драстично намалени и загадувањето на воздухот кој потекнува од ТЕЦ Осломеј ќе биде драстично намалено и ќе биде осетно за градот Кичево и за околината. Очекуваме дека бројот на луѓе кои што ќе работат во централата ќе остане ист, а дополнително ќе има и број на луѓе кои што ќе се вработат, кои ќе учествуваат во транспортот на горивото. Термоелектраната Осломеј е една од двете главни електрани за снабдување со електрична енергија на електрани на Македонија. Лоцирана е во близина на селото Осломеј и произведува околу 10% од целокупното производство на струја во Македонија, со што нејзиното продолжување со работа е суштинско за снабдувањето со електрична енергија во државата. Модернизацијата на ТЕЦ Осломеј главно се карактеризира со поставување на нов енергетски котел, генератор на пара со циркулирачки флуидизиран слој, реконструкција на постојната парна турбина, поставување на нов електрогенератор и замена на азбестно-цементната со ефикасна разменувачка површина во ладилните кули врз основа на оптимизација при работа на системот за ладење во летниот период. Од аспект на животната средина предвидена е замена на старото цементно азбестно полнило на росиштето од ладилната кула со ново ПВЦ полнило и негово сигурно одлагање како цврст опасен отпад на депонија за опасен отпад. Исто така ќе се инсталира опрема за контролата и намалувањето на емисиите на штетни гасови во согласност со најновите ЕУ директиви. Со оваа модернизација, ТЕЦ Осломеј ќе работи уште најмалку 30 години, што позитивно ќе влијае на граѓаните, како и на социоекономскиот развој на општина Кичево.